Почитувани советници, ја отварам 47-та седница на Советот на општина Кавадарци закажана за денес. На седницата присуствуваат 19 советници. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за секување на днешната седница доставен и записник од 45-та седница на Советот на општина Кавадарци одржана ден 21.8.2020 година. Дали има забелишки по записникот од 45-та седница на Советот на општина Кавадарци? Ве молам кој е за усвојување на записникот од 45-та седница на Советот на општина Кавадарци? Едногласно. Констатирам дека усвоен записникот од 45-та седница на Советот на општина Кавадарци. Со решението за свикување на днешната седница имаме добиено и предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Предлог одлука за давање согласност за изведување на воспитно образовниот процес со физичко присуство на ученици од 1 до 9 одделение за учебната 2020-2021 година во основните општински училишта на територија на општина Кавадарци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно, нема против. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 1. Предлог одлука за давање согласност за изведување на воспитно образовниот процес со физичко присуство на учениците од 1 до 9 одделение за учебната 2020-2021 година во основните општински училишта на територија на општина Кавадарци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Точка број 2. Предлог одлука за давање согласност за изведување на воспитно образовниот процес со физичко присуство на ученици од 1 до 4 клас за учебната 2020-2021 година во средните општински училишта на територија на општина Кавадарци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно, благодарам. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 2. Предлог одлука за давање согласност за изведување на воспитно образовниот процес со физичко присуство за ученици од 1 до 4 клас за учебната 2020-2021 година во средните општински училишта на територија на општина Кавадарци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Број 3. Предлог одлука за давање согласност за изведување на воспитно образовниот процес со физичко присуство и со учење од далечина на учениците од 1 до 4 клас за учебната 2020-2021 година на Средно општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадарци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно благодарам. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 3. Потоа редоследно се менуваат точките. Значи првата доаѓа четврта. Точка број 4. Предлог одлука за распределување на средства од буџет на општина Кавадарци за 2021 година. Пета точка. Предлог програм за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадарци за 2020 година. Шеста точка. Предлог правилник за условите, начинот и постапката на користење на финансиски средства од буџет на општина Кавадарци за субвенционирање на физички лица од подрачје на општина Кавадарци за купување на енергетски ефикасни грејни тела. Седма точка. Предлог одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на енергетски ефикасни грејни тела за 2020 година. Осма точка. Правилник за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од буџет на општина Кавадарци за субвенционирање на физички лица од подрачјето на општина Кавадарци за купување на велосипеди. Девета точка. Предлог одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечни субвенции на граѓани за купување на велосипеди за 2020 година. Десета точка. Предлог одлука за намера за реализација на проекти по пат на долгорочно домашно заложување на општина Кавадарци во рамки на вториот проект од за подобрување на општествени услови населба општински услови населба Брушани. 11 точка. Предлог одлука
Предлог одлука за намера за реализација на проект по пат на долгорочно домашно задолжување на општина Кавадарци во рамки на вториот проект за подобрување на општинските услови фотоволтаични панели, фотонапонски панели. 12 точка. Предлог програма за волонтери во општина Кавадарци за 2020 година. 13 точка. Предлог измена и дополнување на годишниот план за вработување за 2020 година на општина Кавадарци. 14 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2020 година. 15 точка. Предлог одлука за пристапување кон измена и дополнување на статутот на општина Кавадарци, партиципативно тело. 16 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадарци. 17 точка. Предлог одлука за определување на зонско паркирање на подрачје на општина Кавадарци. 18 точка. Предлог одлука за примање на донација детски реквизити од друштво за производство за пакување на отпад од Пакумак Дойл Скопје. 19 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за примање донација финансиски средства за реконструкција и модернизација на постоечното осветлување градски парк Љупчо Шкартов Кавадарци Дијана Маркет Дойл Неготино. 20 точка. Предлог одлука за примање на трајно користење на движен ствар воздухоплов без екипаж од ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци. 21 точка. Годишен извештај на Средно општинско училиште гимназија Добри Даскалов Кавадарци за учебната 2019-2020 година. 22 точка. Годишен извештај за работа на Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци за учебната 19-20 година. 23 точка. Годишен извештај за работа на Средно општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадарци за учебната 2019-2020 година. 24 точка. Годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Страшо Пенџур Кавадарци за учебната 2019-2020 година. 25 точка. Годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Тошо Велков Пепто Кавадарци за учебната 2019-2020 година. 26 точка. Годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадарци за учебната 2019-2020 година. 27 точка. Годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Тоди Хаџитиев Кавадарци за учебната 2019-2020 година. 28 точка. Измени и дополнување на годишниот план за вработување за 2021 година на Основно општинско училиште Тоди Хаџитиев Кавадарци со архивски број 04.33/4/1 од 31.8.2020 година, донесена од директорот на Основно општинско училиште Тоди Хаџитиев Кавадарци. 29 точка. Годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Димката Ангел Габер Кавадарци за учебната 2019-2020 година. 30 точка. Годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Димката Ангел Габер село Ватоша за учебната 2019-2020 година. 31 точка. Програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од Основно општинско училиште Димка Ангел Габер, село Ваташа за учебната 2020-2021 година. 32 точка. Годишен извештај за работа на Основно музичко балетско училиште Лазо Мицов Рале Кавадарци за 2019-2020 година. 33 точка. Годишен извештај за работа на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци за воспитна 2019-2020 година, донесена од Управниот одбор на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци. 34 точка. Годишна програма за работа на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци за воспитна 2020-2021 година, донесена од Управниот одбор. 35 точка. Годишен план со архивски број 04.147/1 12.8.2020 година за вработување на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци за 2021 година, донесена од директорот на јавна општинска установа детска градинка. 36 точка. Правник со архивски број 01.147/1 од 18.8.2020 година за составот и начинот на работа на комисија за прием на деца и утврдување на критериумите и приемот на децата во јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци, донесен од Управниот одбор. 37 точка.
Pravilnik su arhivski broj 01-147/2 od 18.8.2020 godine za utvrduvanje na cenite i uslugite što gi dava javna opštinska ustanova Detska građanka Rada Podseva Kavadac. Doneseno upravni odbor na istota. 38. točka odluka su arhivski broj 02-142/7 od 18.8.2020 godine za zgolemuvanje na brojatna deca po vospitnih grupina za vospitna 2021 na javna opštinska ustanova Detska građanka Rada Podseva Kavadac. Doneseno od upravni odbor. 38. točka odluka su arhivski broj 02-142/8 od 18.8.2020 godine za utvrduvanje работното време za вработените во јавна општинска установа Детска градинка Рада Поdseva Kavadac, донесено од управниот одбор. 40. точка предлог решение за изменување и дополнување на решението за разрешување и именување на членови на управниот одбор на јавна општинска установа Детска градинка Рада Podseva Kavadac од Совет на родители. 41. предлог одлука за давање на согласност на одлука со архивски број 02-284/1 од 2.9.2020 година за утврđување на движни ствари, донесено од училишниот одбор на Општинско основно училище Димката Ангел Габер Кавадац. 42. точка предлог одлука за формирање одбор за поддигање дислокација на спомен обележие, спомен биста на Диметур Иманџов Горски. 43. извештај за редовна работа на ЈП заступани и сување со спортски објекти Мито Хаджи Василев Јасмин Кавадац за период 1.1.2000 до 30.6.2020 година, донесено од управниот одбор на ЈП Јасмин. 44. точка извештај со архивски број 03-17-15/3 од 14.9.2020 година за работењето на ЈП за јавни паркирања паркинг Кавадаци за период од 1.1. до 30.6.2020 година, донесено од управниот одбор. 45. точка правилник со архивски број 03-17-15/7 од 14.9.2020 година за изменување и дополнување на правилникот за условите и начинот за вршење надзор над непрописно запрени или паркирани возила и условите и начинот за блокирање, отстранување и преместување на непрописно запрени и паркирани возила, хаварисани напуштени возила и чување на истите на подрачје на општина Кавадац, донесено од управниот одбор на ЈП Паркинг Кавадац. 46. точка одлука за утврдување на тарифа на собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Комуналец Кавадац за регулиран период 21-23 година, донесено од управниот одбор. 47. точка одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Комуналец Кавадац за регулиран период 21-23 година, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадац. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Стојот на општина Кавадац, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлук за примена донација на санации за пошумување и насадници за пошумување и озеленување на град Кавадац од Сдружение на граѓани 4x4x4 Балкански мостови Скопје. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 48. Предлог одлука за примање на донација на садници за пошумување и озеленување на град Кавадац од Сдружение на граѓани 4x4x4 Балкански мостови Скопје. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Стојот на општина Кавадац, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за примање донација услуги изразена како превоз на патници ДПТУ Кожувчанка Доел извоз Кавадац. Констатирам дека согласно Деловникот можам да се произнесе за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно благодарам. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 49. Предлог одлука за примање донација услуга изразена како превоз на патници од Кожувчанка Доел извоз увоз Кавадац. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Стојот на општина Кавадац, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за обезбедување на простори и канцеларии за пратениците од општина Кавадац. Согласно Деловникот молам за произнесување на предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 50. Предлог одлука за обезбедување на простори и канцеларии за пратениците на општина Кавадац. Дали има други предлози за измена и дополнување на дневниот ред?
Нема, доколку нема вака прочитание од дневен ред, го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Колеги, одиме точка по точка, овие сродните точки од училиштата. Имаме заедничка расправа, исто така за комуналец, исто така за паркинг, за поединечно гласање. Дали се слагате? Да. Прва... Ако има некој против, ќе рече јас сум против. Се извинувам, колеги, оти ми тепа светлото и нема да можам и да гледам добро. Ако има некој против, а јас сум рекол сите за, дигни рака и рече не, јас сум против и готово. Одеме со прва точка. Предлог одлука за давање согласност за изведување на воспитно образовен процес со физичко присуство на ученици од прво до 9 одделение за учебната 2021 година во општина на основните училишта на територија на општина Кавадаци. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точките ја ставам на гласање. Кој е за? 19 за. Втора точка. Предлог одлука за давање согласност за изведување на воспитно образовен процес со физичко присуство на ученици од први до 4 клас за учебната 2021 година на средно општинско училиште на територија на општина Кавадаци. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање. Кој? Повели? Физичко присуство на ученици од први до 4 клас, така? Да. Ние носиме одлука, после Министерство носи конечна одлука. Да. Комисијата за заразни болести и Министерствата се конечни. Ние носиме одлука дека имаме услови. Ние само даваме одлука дека имаме услови, а одлуката е од нив. Благодарам, колега. Дали бара друг збор? Доколку никој не бара збор, тоа ќе ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 3. Предлог одлука за давање согласност за изведување на воспитно образовен процес со физичко присуство и учење од далечина. За учениците од први до 4 клас за учебната 2020-2021 година на основа на средно општинско училиште Киро Спанџов Брх. Колеги, отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точки ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 4. Предлог одлука за распределба на средства од буџет на општина Кавадац за 2021 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку нема за збор, точки ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 5. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадац за 2020 година. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој нема разбор, точки ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 6. Предлог правилник за условите, начинот и постапката на користење на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за субвенционирање на физички лица од подрачје на општина Кавадаци за купување на енергетски финансиски грејни тела и другата точка 7. Предлог одлука за определување на максимален износ на доделување на поединечни субвенции на граѓани за купување на енергетски ефикасни грејни тела за 20 година, правилник за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за субвенционирање на физички лица од подрачје на општина Кавадаци за купување на велосипеди и точката 9. Предлог одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечни субвенции на граѓани за купување на велосипеди за 2020 година. Колеги, да отвориме расправа за овие 4 точки, образложение да дадат службите или градоначалникот и да ги гласаме поединечно. Дали некој бара збор? Ради јавноста е ово образложувањето. Ради јавноста градоначалникот со 2 збора. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувани граѓани. По однос на овие точки кои што сега председателот отвори јавна расправа, значи и оваа година, како и претходните изминати години, по делот на мерките за еколошки средства и за
заштита на населението. Општина Кавадац во рамките на својот буџет има предвидена програма и план за субвенционирање на две мерки. Едната мерка е по однос на купување на велосипеди и втората мерка е по однос на купување на еколошки гасни грейни тела. Така да купниот буџет е 1,5 милион денари по двата основи. Правилникот го имате веќе добиено, кој што ќе биде за доделување на тие субвенции. Максималната сума во делот на субвенционирање за велосипед е до 3.000 денари и за грейно дело е до 15.000 денари по апликација. Вкупната сума милиони по денари. Начинот и протоколот за работа ќе биде со лотарија, така да од понеделник повеќе ќе биде јавно, транспарентно објавен на сите медиуми, електронски и читани медиуми, нормално на нашите веб страници, така да од понеделник може граѓаните да почнат да набавуваат вакви тела и да учествуваат во субвенциите. Пак ќе потенцирам, значи начинот ќе биде со лотарија на извикување. Благодарам. Благодариме, градоначалник. Колеги, одиме со гласање на точка број 6. Кој е за? Едногласно. Точка број 7. Едногласно. 8. Едногласно. 9. Едногласно. Точка број 10. Предлог одлука за намера за реализација на проект по пат на долгорочно домашно задолжување на општина Кавадац и во рамки на вториот проект за подобрување на општинските услуги населба Брушани. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку не бара некој збор, точки ја ставам на гласање. Кој е за? Развигор? Едногласно. Благодарам. Точка број 11. Предлог одлука за намера за реализација на проект по пат на долгорочно домашно задолжување на општина Кавадац и во рамки на вториот проект за подобрување на општинските услови фотонапонски панели. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Дали има потреба од објаснување за жителите? Повели градоначалник. По двете точки, повели. Точка 11, 10 и 11. По однос на точка 10 и 11, сакам да коментираме и да дадеме образложение пред населението. По МПСИ, Светска банка има јавен повик за финансирање на ефикасни предлози од општините, така да вкупната сума на Светска банка е 3,5 милиона евра определена за општините. Тоа се поволни кредити, речиси безкаматни, како заеми, со добро учество на грантови доколку се остварат проекти што треба. По однос на точка 10, кој што ние сега носиме одлука од Совет за да аплицираме во делот на Светска банка, дали ќе биде одобрено, тоа ќе зависи од други критериуми. Тоа е проектот за водоснабдување на населба Брушани, прва и втора фаза, кој што кошта негде околу 300.000 евра, делоно ќе работи јавните пријатни комуналец, делоно ќе оди на тендерирање, така да тоа е голем проект од крупно значење со водоснабдување на цела населба и селото Брушани. Тоа е еден проект кој ќе сакаме да го аплицираме на Светска банка. И вториот проект, изработите во минатиот период на сите јавни институции и јавни објекти кои што ги имаме во општина Кавадарци, исчинили се околу 21 проект за фотопанели за фотонапонски производство на електрична енергија. Исто така ќе го аплицираме до МПСИ Светска банка како програма, доколку не биде одобрено, тоа е негде со сума од 500.000 евра со економска анализа на враќање на инвестицијата од 5 години, така да сите институции да се постави инвестиција и да се постават фотонапонски панели за производство на електрична енергија. Тоа значи дека тие ќе произведуваат од сонце електрична енергија. Ако ги одобре Светска банка и ги монтираме, ќе имаме варијабилни бројила, така да потребите за основни, средни училишта, јавни институции во делот на електрична енергија треба малку да е бесплатна, а вишокот на енергија оди во систем на продажба во тој што ќе склучиме договор.
и тој е негде со износ околу 501 евра. Благодарам. Колеги, ovdje ima согласение за точка 10. Не, точка 11. Точка 10. Па, Точка 11. Изгласавме? Се извинувам. Да. Точка број 11? Благодарам. Оде на точка број 12. Предлог програма за волонтери во општина Кавадац за 2020 година. Отварам расправа, доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Точка број 13. Предлог измена и дополнување на годишниот план за вработување за 2020 година на општина Кавадац. Отварам расправа, доколку не бара никој збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 14. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на општина Кавадац за 2020 година. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 15. Предлог одлука за пристапување кон измени и дополнување на статут на општина Кавадац партиципативно тело. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно благодарам. Точка број 16. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Кавадац. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 17. Предлог одлука за определување на зонско паркирање на подрачјето на општина Кавадац. Дали има за збор? Доколку нема, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 18. Предлог одлука за примење донација детски реквизити од Друштво за производство со пакување и отпад од пакување Пакомак до Скопје. Кој е за? Едногласно благодарам. 19. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за примање донација финансиски средства за реконструкција и модернизација на постоечко осветлување на градски парк Љупчо Шкартов Кавадац од Дијана Доел Неготино. Кој е за? Едногласно. 20 точка. Предлог одлука за примање на трајно користење на движна ствар воздухоплов без екипаж од ЈП за јавни паркиришта паркинг Кавадац и Кавадац. Кој е за? Дрон. Дрон. Кој е за? Едногласно. Годишен извештај. Одиме со годишните. Колеги, овие сега годишните извештај и се што е поврзано со средни и основни училишта одиме во пакет. 21. И детската градинка, така? До 32. Ајде од детска градинка, па детска градинка, после сите незини точки одеднаш. Точка број 21. Годишен извештај на Гимназија Добре Даскалов. 22. Годишен извештај на Ѓорче Петров. 20 годишен извештај за работа на Кирос Панџов. Број 24 годишен извештај на Основно училиште Страшо Пинџур, 25 Тошо Велков Пепето, 26 Гоце Делчев, 27 Тоде Качитефов, 28 е измени и дополнување годишен план за вработување за 2021 година на Тоде Качитефов, 29 е годишен извештај на Димка Ангел Габерот, 30 годишен извештај на Димка Ангел Габер Ваташа и 32 годишен извештај на Основно музичко балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадац. Одиме до тука. Екскурзии. Се извинувам, 31 прескокнавме. Програма за изведување на ученички. И 31 е програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од Општинско основно училиште Димка Ангел Габер село Ваташа за учебната 2021 година. Колеги, одиме со заедничка расправа, а поединечно ги гласаме. Отварам расправа. Нека си помине, не знаеме, може епидемијата се заврши, па да не носиме одлука у мај. Ние носиме, а нема да... Може некое друго патување кратко или носење на професори или на ученици до Дреново, до Марина, да мора да се гласа. Ние да го гласаме, па ако не го искористиме... Колеги, одиме со заедничка расправа. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ги читам само бројките од точките. Одиме точка 21. Кој е за? Едногласно. Точка број 22.
едногласно. 23 едногласно. 24 едногласно. 25 едногласно. 26 едногласно. 27 исто така. 28 едногласно. 29 едногласно. 30 едногласно. 31 едногласно и 32 едногласно. Сега ги читам точките што се поврзани со детската градинка и со заедничка расправа, поединечно гласање. Одиме со точка со реден број 33. Годишен извешај за работа на јавна општинска установа детска градинка Рада Подсевка Вадаци за воспитна 19-20 година, донесена од управниот одбор. 34. Годишна програма за работа на јавна општинска установа детска градинка Рада Подсевка Вадаци за воспитна 20-21 година, донесена од управниот одбор на јавна општинска установа детска градинка Рада Подсевка. 35. Годишен план со архивски број 04/147/1 од 12.8.2020 година за вработување на јавна општинска установа детска градинка Рада Подсевка Вадаци за 21 година, донесена од директорот на истата. 36 точка. Правилник со архивски број 01/147/1 од 18.8.2020 година за составот и начинот на работењето за комисија за прием на деца и утврдување на критериумите за прием на деца во истата институција. 37. Правилник со архивски број 01/147/2 од 18.8.2020 година за утврдување на цените и услугите што ги дава јавна општинска установа детска градинка Рада Подсевка Вадаци, донесена од управниот одбор на истата. 38. Одлука со архивски број 02/142/7 од 18.8.2020 година за зголемување на бројот на деца по воспитни групи за воспитна 20-21 година на јавна општинска установа детска градинка Рада Подсевка Вадаци, донесена од управниот одбор. 38 точка. 39 се извинувам. Одлука со архивски број 02/142/8 од 18.8.2020 година за утврдување на работно време за вработените од јавна општинска установа детска градинка Рада Подсевка Вадаци, донесено од управниот одбор на истата. И точка 40. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за разрешување и именување на членови на управниот одбор на јавна општинска установа детска градинка Рада Подсевка Вадаци. До овде, до 40. Колеги, взимам заедничка расправа, поединечно гласање. Кој бара збор? Повели колега Тури Манџов. Благодарам. Председателят градоначалник не е тук. Евак. Прво, како советник и координатор следваща група на СДС на Кавадарци, много ме нервира кога некои одлуки се носи на шведски значи. Што значи тоа? Предлог одлука за изменување и дополнување на решението за решување и именување на членови од управниот одбор. Иначе Совет на родители. Директорът си стави 2 члена на Совет на родители, истакнати членови на ВМРО ДПМН. Едната е сопруга на актуелен директор на основна школа, другата е сна за син на инспектор по школство у општина Кавадарци. Евака да ви кажем сега. 3 години сме советници на овој совет, како партијни, како советчка група. 3 години успеваме да балансираме за се, да се договараме за се со ВМРО ДПМН. Очигледно со нив не можеш да се говориш ништо, па и една банална работа за членови на Совет на родители. Нас како советчка група не е битно кој ќе биде таму членови од Совет на родители. Директорката можеш да ни испоштува, да ни каже, оти таму не се само деца и родители од ВМРО ДПМН, таму деца ношат и нашите членови. Седелка така, ги гледате луѓето, кој на која партија. Кај ще тука за 3 години? Дали СДСМ предложил било како член, а да не е у координација со ВМРО ДПМН? Не.
Зошто го правите? Директорката на градините изтакна член на ВМРО ДПМН. Градоначалникот вика жените убава работа нека продуже. СДСМ речи нека продуже. Ниједна замерка не е взема. Она доби најдобро решение у историјата на градините од оваа влада. Најдобро се запослија ваши членови за решение. И истите тие членови што ги тегнете по автобуси и по метинзи 7-8 години добија решение за работа од оваа влада. Мислам дека е крајно време. После 3 години молчеме, трпеме се, да не че биде. Пази, жена на директор актуелен директор на школа. Па мора ли да е она член на Совет на родители? И тоа е бесплатна функција, па ако е пари, што ќе направите? Војно ќе отворите. Не ли можеше да се јави директор да рече, ова е советски група, најбројна советски група сме, до 10 члена сме. Зошто ние да не предложиме? Абе, помина од времето на Груевски. Тоа е помината работа, луѓе. Дај се се малат Кавадац оде напред. 4-5 милиона евро вазна заед дали овие град. А ви можете да сањате 8 години за така работа. А проекти по 30 години заед ги направи овие град. Поушчи кажујте ваши били проекти. Шо е ваше да немате ништо, кафија немате за комана у Кавадац? Градинки се направи пост 30 години. Мост се направи пост 30 години. И ви членови на Совет на родители ВМРО. Че гласам против ова одлука, мислам дека ќе подржати и колеги. То сега. Ристо е председател, градоначалник не е тук. За се договара. За се. Најмногу вработување има ВМРО преку локална самоуправа. Нека ме демантира некој ако не е така. Ги шиканират сите наши директори. Вакви биле, накви биле. Зошто? За да ставите ваш. Уште една ќе кажам, че гласам против. Благодарам. Колега, дали бара друг збор? Душица Крстич, повели колешке. Дали сите против и на научат да не спигот. Дали не пак чисто. Почитуван председателе, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани медиуми. Не знам од кај да почнем, ајде ќе почнем од негде. Најважното е нешто што одговорите, пак почнавме да собираме политички поени и да мешаме баби и жаби, ако можем така да се изразим. Правото, колега, е ваше да гласате по која сакате точка. Има еден минус нашиот председател денеска што ги чита точките, а потоа само спомнува бројот на точката, а не ја чита цела точка. Да не стане забуда. Конкретно за градинката, бидејќи сум и председател на комисијата, вчера ги поминавме сите точки и самите знаете, колега Ториманчо, дека во комисијата за социјална и детска заштита има советници од едната и другата партија. Беше присутна и директорката. Само сакам да ви напоменам за оваа точка која што рековте дека нема да ја гласате. Искористивте така ситуација, меѓутоа тоа нек се остане ваше, да нема само дека граѓаните може само да кажем дека Совет на родители не бира директорката. Секоја група, воспитна група, во секој објект од градинката Рада Боцева, родителите се бираат Совет на родители. Односно, по тројца. Од сите тие родители се формира на ниво на објект, значи Совет на родители. Од сите тие 4 објекти, со проширени објекти, каде што имаме во Возарци, во Марене и во Ватеша, се бираат двајца како представници на управниот одбор, како Совет на родители. Сега вие некако тука се фативте дека директорката е ВМРО, дека ставила советници, односно представници од родители во Советот ВМРО, па зар немате вие директори СДС во градот? Зошто ги делите така? Не ми е јасно. Навистина не ми е јасна оваа реакција. Никогаш не поминувале представниците на Совет на родители или вас да ве консултира директорката. Тоа не е тоа неизено право вас да ве консултира. Значи, одиме по
ред како што треба и како што работевме до сега. Ако требаше така, сигурно дека ќе беше запозната и комисијата за верификационни односи или за мандат. Значи, тука станува збор во управниот одбор да се, бидејќи е истечен мандатот на постоечките, значи доаѓаат нови и се ги бираат сами. Сигурно дека директорката не ги седнала сите 20 или 30 души колку се на ниво на цела градинка, за да му каже ти. Ако е така, секоја чест, алал неки, меѓутоа не сте прави. Да не правиме заблуди и че да молам да не се фрла дамка, би сакала да ги гледаме реално работи. И че да молам друг пат, кога излагуваме вака за некои деликатни теми, кога зборуваме посебно за градинки и за деца во градинка, а посебно сега во услови на пандемија, кој што тука очекував некој да постави некоја друга прашање на другите точки, за да ви објаснам како се работи, по кои протоколи, како бидејќи има други проблеми, ја мислев че разговарате на таа точка, каде што не идуваат во моментот ситуации каде што не може да се згрижат сите деца во однос на протоколот кој што да се води, во однос на насоките пратени од Министерството труд и социјална политика и Комисија за заразни болести. Вие тука потрошивте време, го мешате Грујо, мешате политики, мешате баби и жаби. Грујо не е тука. И не си интересен да спомнуваш такви работи. Ще молам друг пат држиш се до темата. Значи ја можам сега да зборувам се и сешто. И доста со тие мост одватиш. Значи, не дека не се ударило ни една шајка во град Кавадарци. Градоначалникот Митко Јанчев е ВМРО ДПМН. И градоначалникот Митко Јанчев заедно со Совет и од ВМРО ДПМН и од СДС, значи направи тоа што се направи. Делата зборуваат. И затоа че ве молам, не ги извикувате по име и презиме директорите. Да не почнам сега јас да ги кажувам, да ги пишувам кој, како и шо е. Да се држиме до културата, да се држиме тоа што треба. Доколку нешто не јасно, слободно прашајте ме, пустите точка од дневниот ред, ќе ви објаснам. Колешки, благодариме. Дали друг бара збор? Доколку никој... реплика. Повели. Еве баби и жаби пак. Мостот е финансиран од Зоран Заев и СДСМ. Баби и жаби. Точка. Реплика е твоја. Ева ти и други баби и жаби. Ако ти ќе кажуваш ова е така, значи ни требеше кај 10 души, членови на Совет, да го одбереме комплетниот управен одбор на комунализм да биде наш од повеќе. Така, ама не. Мора да се договараме. За било шо, во интерес на граѓаните да се договараме. Ја не викам дека тоа не е така. Па зошто баш вие двојца си? Одбрани од Совет на родители. Зошто? Така нека не мора да биде ни СДС. Зошто баш тие двојците? Зошто? Имаме ни директори од СДС, кој вика дека не? Имаме. Ама наши директори, ако не се консултират со градоначалникот, ни една мерка не презима. Нека кажат тук сите. Ево ти го градоначалникот е жив. Нека кажат, ако не е така. Ја не сакам директор на установа да им се обраќа мене и да ме пита мене кој да биде. Куртуазно е да пита. Куртуазно, вие 10 луѓе од СДС си е гласат програмата, се. Зашо е она негативно, никогаш не сме си изјаснили ни за градини. Никогаш. И ние сме за децата. И ние правиме притисок у централа да се дават повеќе пари у кавари, да се отварат градинки, се да биде ни едно дете, да не биде надо. Ти изпадна, кажа, ние сме против се. Не, бе. И ви тоа не можете го земите. У воа време, у ваа влада на СДСМ, ни едно дете у каварици не чека за градинка. И шо се нервирате? Митко бил ВМРО. Добро да е ВМРО, шо няма макани од това. Знаеме ли дека Митко ВМРО? Не излезите ви топла вода. Ама че остане забележано дека у мандатот на Митко и у мандатот на ваа влада ни едно дете у каварици не чека за градинка. У ваше време дебели врски требаше да фаниш да си запишеш дете у градинка. Дебели. Треба се молиш. Сега не е така. У ваше време 7-8 години дебело че трчиш по митинзи, договор на дело да не дадат решение. И тоа ќе остане забележано.
добро ти, колешки Душце, знаеш колку членови на ВМРО одеа по 5-6 години, воспитачки и негователки, па сега взе решение. У наше време. Начело со градоначалникот. Нашата влада ви даде решение. Не вашата, нашата. Ама нашата влада, за разлика од вашата, мисле на сите. По предлог на градоначалникот, знаеш што беше? Гробата е некој дојде 5 години на работа да не земе решение, а некој сега да влезе, а да земе решение. Жив е градоначалникот. Први му рекоме, така е прав си. Сега нашите одат членови на СДСМ уградиха договорно дело, за разлика од вашите големи активисти, што видите раз да одат 5-6 години, си взете решение. Тоа се баби и жаби. Благодарам. Благодарам, колега. Колеги, доколку не бара некој збор, одиме редоследно, ќе ви ги читам точките и одиме со... се извинувам, реплика, ајде Душица. Многу горе си седната, оди напред, не можам да те гледам. Почитуван колега, точката на дневен ред е Градинка, не е Зоран Заев, не е Влада, нема наши, нема ваши. Па правите и мешате, че кажем ба бежа. Ако нема ваши и наши, тук зове родители неутрално. А не е така, че... Не можеме ни да изпълнуваме желби. И аз лично не можем и ти не можеш. Това си е работа на управниот одбор и работа на администрацията, koja ще се работи в Градинка. Значи, директорката беше вчера присутна, доколко вие сакавте, или имахте представник, Ева Василка беше представник там. Значи, да не се држиме до тоа, вие тоа некако ми дојде како да го користите за популизам и да кажете што направила оваа влада. Убаво е да мислите така, ништо сите не мисла така. И аз не мислам така. Дека вие, откако сте на власт, дека цветаат рози, дека тече мет и млеко. Па ако е така, нема да штрекуват секој ден пред влади и пред правди. Да не спомнуваме сега тука работи, да не спомнуваме работи во моментот што ги засега граѓаните на Кавадарци. И немојте да кажувате дека само додека оваа влада се направило во Кавадарци. За да се направи во Кавадарци, треба да имаш добро менаџирање, треба да имаш добри проекти и сето тоа кога ќе го склопиш, тогаш мине. Имате вие ваши градоначалници на ниво на Македонија многу. Зошто тие не се успешни како наши? Врз основа на што? Ваша влада, ваши градоначалници, ваши совети. Зошто немате таков успех како што е во Кавадарци? Значи, да не и се обраќам до председателот. Ако е точка на дневен ред Градинка, не е точка на дневен ред влада. Ние сме советници во општина Кавадарци, ние сме пратеници во влада. Колешке, благодарам, ама не можам ја да те дигнам па да те носам ако збориш нешто што не треба. Значи, че извиниш, че се Значи, не сакам да начинот, значи, колеги, ја не точка сакам на да ве дневен ред е прекинувам. Градинката, Да, ама каде ти ми... што се повика на некои работи. До сега. Зошто до сега не се разговараше кои се членови во управниот одбор? Колешке, Ја ве не ги збориш, знам кои се. што не треба ме викаш да ве прекинувам. Еве, ја не можам на сила да те прекинам. Еве, ти си прва што бараш по точка, ми збориш надвор од точка. Па јас реплицирам, не зборам по точка, му реплицирам. Па после, контрареплика, па после ќе земиш збор. Не, ја тука завршувам. И ја не можам на сила. Немам намера јас да губам време за нешто што некој сака да го направи да е популарно. Ама ја немам сила да те турнам од Ама ќе ве молам, внимавајте на зборовите и как се однесувате и читайте ги точките. Ќе внимавам и ќе оставам седи збори што се. А инаку, ако има веќе време, кој како треба да зборува, ќе бидете испрема сите, бидете транспарентен и отчетен. Толкова. Колеги, дали бара друг збор? Контрареплика, ајде. Чудна работа да реплицираш со човек, а работе таму. Ја и се на господица Душица и колешките и си имам јавоено за дете да запишиме. Знае како беше. Сега јас разбирам, не сака да одбране нешто, ама не се бране нешто. За градоначалниците на другите градишта, ја не живеам у Берово, ја живеам у Кавадарци. И јас се кирам за Кавадарци. Берово, Неготно, Крија Паланка,
не ме ни интересира, не знам кој е градоначалник. Многу е лошо да дебатираш од човек кај што работи у таа установа долго време, прима плата од таа установа и она дебатира точно знае како беше. Лужеве, пред 3 години, пред 2 години, 500 деца беа запишани, не можеш да ги примени. И зошто се нервира? Сега не е така. Сега не е така. Заслуга е на градоначалникот Митко Јанчев што се направи тоа. Сите заслуги одат кај него, не одат кај мене. Сите го фалат за тоа. Ама тоа е факт. Тоа е факт. Па побргу, пред 3 години ќе падне на лото, него детето се запише у градинка. Колешки душци тоа го знае. Дека тоа беше така. Па деца се родија, почнаа прво одделение да одат, не можеа да ги запишат у градинка. Сите го знаете, тоа е факт. Ја не бегам од тоа дека Митко е најзаслужен градоначалник за тоа. Него и се злази, он го менаџира се тоа. Ама не можете да избегате од фактот дека и централната власт помага у се тоа. Благодарам. Колеги, збор Бара Радњански. Градоначалник на крај ќе си излапи. Последен ти да кажеш cosa. Нек се издува по онлайн филм. Почитуван градоначалник, почитуван председателе на Совет, почитувани советници и медиумни гости. Ово ќе биде нека реплика малку на изналагањето и на едниот и на другиот мој колега. Така, ја ова го сватив од Туриманџов, чисто како еден повик до ВМРО ДПМН, иако не верувам дека луѓето што тука присутни се раководство на ВМРО ДПМН. И меѓу другото разбрав дека до сега секогаш на еден однос fair play заедно со градоначалникот и со советничката група или со она што ќе одреди нели комитетот кај нив, телото во партијата, на еден многу фер начин се одлучувало како да биде, за да не се обструира никош. Дека директорот не може да има влијание во одлуките кои ќе бидат нели членови на Советот на родители, тоа е приказка за мали деца и за омладина, а ја ниту сум дете, ниту сум омладинец, а и вие не сте. Много добро знаете дека и те како има влијание, и меѓу другото знае и градоначалникот и вие сите што се случуваше, на кој се начин вашата партија нели одлучи со тоа кога сакаат да менјат преку управен одбор кога одржува состанокот во училиште Страшо Пинџур во собранието. Значи и те како директорот може да одлучува, има луѓе и партијата може да одлучува. Едноставно го сваќам вака, као порака од координаторот на советничката група на СДС. Дај да не го прекинуваме тоа што досега беше пракса, позитивна пракса, одлуки да ги носиме заеднички и дај се натаму, ако има поделба на некој место кој што и како ќе имат влијание подоцна во работата на таа установа детска градинка, да носиме заеднички и дисциплинирајте си го вашиот директор. Благодарам. Дали бара друг збор, Трендафилов, повеќе. Почитуван градоначалник, председателе, почитувани колеги советници, почитувани граѓани. Демократија е ова, секој има право да си го каже своето мислење, тоа е целта на демократијата. Меѓутоа, според мене, таму каде што не смее да има политика, да бараме политика е неодговорно и несериозно. Дали имал директорот влијание или немал, јас не знам. Меѓутоа, ние сега тука бараме да има член на Социјалдемократскиот сојуз или на ВМРО ДПМН или на било која друга партија, таму каде што според никаков правилник не е предвидено да има член, дали не е битно дали ќе биде член на една или на друга партија или нема да биде партиски пред. Значи според мене немате никакво право, во ова поиќе како процедурално, немате никакво право да барате таму да има член на Социјалдемократскиот сојуз. Исто како што ние од ВМРО ДПМН немаме право да бараме да има член од ВМРО ДПМН. Има двајца затоа што така одлучил Совет на родители.
А не се као членови. Значи, вака сега, и уште една работа. Значи, рековте дека градоначалниките од ВМРО ДПМН немате проблем. Кажувате дека директорката на градинката исто која што е член на ВМРО ДПМН исто немате проблем. Не ви ја гледам поентата. Не ви ја гледам. Значи, сега еве сите велиме дека градинката дека нема листа на чекање, дека децата се сместени, дека ситуацијата е релаксирана. Зошто да партизираме таму кај што нема потреба од партизација? Зошто да се политизира нешто што нема потреба да се политизира? Па спомнувате тука, значи, ретро ви е речникот. Сакаме во Европа да одиме ретро речник. Парите биле на ЗАЕ, парите биле на СДС. Парите се на сите нас, на сите граѓани. Владата не е ни ваша, ни наша, господине Туриманджов. Значи, таа е влада на Македонија, на Република Македонија. Значи, јас мислам дека треба ние самите да почнеме од нас, да даваме пример позитивен, а не да партизираме кај што треба и кај што не треба. Значи, таму каде што ние заедно точно е дека сите одлуки, туку речи сите одлуки на градоначалникот Советот работи горе-долу унисоно и тоа е за доброто на граѓаните и граѓаните го гледаат тоа. Кавадарци е град за пример во однос на развој. И јас сега не знам зошто мора да се бара донел одлука Совет на родители. Совет на родители донел одлука, не донел одлука директорката. Директорката ја не навлевам во тоа дали имала влијание или нема. Не е тоа поентата. Не барајте партизација и политизација на теми каде што нема никаква потреба и причина од тоа. А таму каде што СДСМ со ВМРО се договарал, заедно со градоначалникот, во однос на кадровски решенија, во однос, и сами рековте дека проблеми имало, меѓутоа се наоѓал компромис. А таму треба да се трудиме да деполитизираме и да департизираме, а не да бараме партизација таму каде што нема место за партизација. Реплика Радњански. Почитуван мој колега, вие сте советник од ВМРО ДПМН во Кавадарци. Сакате да ми кажете дека тие 50.000 членови на ВМРО ДПМН одлучија вие баш да бидете тука? Не е така во Македонија. Иако тоа ние сме демократија, они одлучуваат, не одлучија они. Одлучија некако луѓе. Тука во општинска, ако од претходно добија дозвола за тоа. Исто е и тука. Значи, да не се кажеме приказки за мали деца. Едине што ви кажат дека за да не ви се прекрше она што е принцип во работењето, дисциплинирајте си го директор. А onda што го спомна за ЗАЕ, и се повторно го зборуваме. Ние ЗАЕ го кажуваме, сега може би тонот беше, вокабуларот беше малку поинаков на господинот Туриманджов. ЗАЕ го кажуваме кој е еден добар пример како треба да се однесе еден премиер. Не дека он даде, значи без разлика кој е градоначалник на општина Кавадарци, премиерот или владата, дадува нешто што Кавадарци како го заслужува. Значи само кој еден добар пример како секој еден премиер би требало да се однесе. А фактот дека претходниот премиер, иако Кавадарци заслужуваше многу повеќе, не го направи тоа, иако беше ваш. Туриманджов па Трендафилов. Криза е. У ковид криза ти бараш вода. Еваке, со 80% од дискусијата на докторот се слага. Ако не треба да има политика, зошто сте ги изгласале баш вие двете у штабот? Не знам, ако не треба да има политика. Евак сега, докторе и колега, да ви кажам нешто само. Доктор, штабот ли го Штабот. Паза Митко Јанчев е началникот. Не сум рекол дека пајрца на Заев, не носе Заев, пајрца од дома, наши пајрци, мои, твои се. Некој пат беа и исто, наши пајрци. Дел од програмата на градоначалникот Митко Јанчев, кандидиран од ВМРО ДПМН. Изградба на скейт парк.
си турило програмата. Ако не си обезбедено средства, ако не обезбеде градоначалник средства, овој проект да се реализира од средства да се обезбедат од владата на Македонија. Комплетно реновирање, односно замена на кровна конструкција Тошо Велков Пепито. Ако не обезбеде пари, Кавадарци на било кој начин, да се побара пари од владата. Тука е разликата. Од нас до вас. 8 години имате градоначалник, ништо. 3 години имате градоначалник, избран од вас, ние го поддржаваме, затоа што е квалитетен. Затоа што мисли на Кавадарци. Неговиот е многу убав. Затоа СДСМ не прави разлика. Затоа. И вториот мандат така се кандидира. Тие ще видят советници да СДСМ. Ако работите добро ка сега, ще го поддржават пак. За разлика од вас. Мене ме е много криво, што беше онлайн седницата за јавно-приватно партнерство, за паркинзи. Него то ги молчете. Ја барав да не бидат онлайн седниците. Па да му каиште на вие народ, колку го оштетите буџетот на општина Кавадарци со тие потек. Каиште му па тоа. Ама тоа не ви одговара да му го кажете. Че го замолам градоначалникот да каже колку кошти тие. И нека ви каже градоначалник колку време потроши за господинот што го имаше тендерот за јавно-приватно партнерство за паркирање, колку време изгуби да заговори со него. И знаете ли зошто да говори човекот? Знаете ли што рече? Извини, Блаже, јави се да говори. Знаете ли што рече? И ми вика, вака ми вика на кафе пиеме, и ми вика Галис, много е глупо да си го тужиш собствениот град кај ще растат децата. Еден куп пари требаш да ми вземе. Зборуйте ми за тоа малце, благодарам. Весна, реплика па Весна. Колеги, Блашко, ти си по-стар советник. Дигни рака, а не викај ебе, не сум ја ебе зато. Па Весна збор, па нареден кој ќе дигне рака. На говорница, дигни рака, ќе те пуштам, од таму ми урдаш. Ама дигни рака, кажи ми, не ми... Блаже, барај ми процедурално, Блаже, барај ми процедурално со дигање рака, не ми... Председателе, може? Ами, колегите не ти дават шанса, ја ти давам. И ти изборуваш. Ве молат, председател. Замоли ги. Ајде да водам седмицата. Значи, сега излегува дека СДСМ е супер, а ВМРО е катастрофа. Баш така. Па не е така. Катастрофа. Не е така. Значи, дека не е така, во Кавадарци може да видите секој ден. Кога ќе излезете надвор, излезот на Кавадарци кон Росоман, и таму има една фабрика. Колега, реплика беше... Јас, реплика се. Споруваме се. Сега ме молам. Фабриката е далеко од реплика. Чисто дека не сме толку за никад. Колку што вели почитуваниот координатор на советничка група, кој што бара да има во Совет на родители член на СДСМ. Значи, Дрекслер Маев е инвестиција која што не ја донесе ВМРО ДПМН, не ја зема за рака да ја донесе, меѓутоа во тоа време се случи тоа. И тогаш, според вашата логика, значи тоа е заслуга на ВМРО ДПМН, така не ли? Па Кавадарци се крена од кога дојде Дрекслер Маев. Ајде да не ја спомнувам цело време решавањето на проблемот со водоснабдување, кој што се случи пред 5-6 години. Значи, по нешто има направено и ВМРО ДПМН за овој град. Според мене, не потребно отиде во погрешна насока седницата на Совет. Немаше никаква потреба. Повеќе. Весна за збор. Ти реплика, Весна, вие имате збор, па нареден кој ќе дигне рака. Уште се јавува ми веќе, не планирам сила. Докторе,
разликите измеѓу ВМРО и СДС, никога си чул да кажеме против нешто од Дрекстермајер. Тоа е добро. 5-6 илјади луѓе наши суграѓани дојдат на работа, тоа е фантастично. Кој да го донал, фантастично е тоа. Ја кога разговарам вака со мои пријатели, овамо, онамо, као име на кафе, ја викам, ако не е Дрекстермајер, Кавадарци го нема. А зошто вас ви е тешко да признаете, човече, дека оваа влада, предводена од Зовет Заев, ќе направи комплетно нова градинка Кавадарци? Не е тоа проблем. Оваа влада го прави патот Мушов гроб рожден. Митко е ВМРО, шо има веза? Па тоа ја го зборам. Вас ви е тешко да го признаете тоа. Зошто? Зошто да не го признаете тоа? Еме, ни признаваме за Дрекстермајер. Фантастична работа е тоа. Благодарам. Весне Повели, Ѓорѓиева. Ај, доста е, последно ќе pričаш. Ти велиш. Поштуван градоначалник, поштуван председател, поштувани советници, медиуми, граѓани. Многу се расплинавме во оваа точка, што мислам дека најмалку требаше за оваа точка да се расплиниме, бидејќи многу повеќе требаше да се зборува за ситуацијата во градинката и како ќе биде во случај ако ни се појави некое дете или некој од наставничките и помошниот персонал да е забран од корис. Но кога веќе почнавме со оваа тема, па и мораме некои работи да кажеме. Знаеме се дека градоначалникот Митко Јанчев е градоначалник на ВМРО ДПМН. Добро, да ви го кажем и тоа. Во времето на ВМРО ДПМН, господине Зманов, знаете ли дека и вашиот Зоран Заев... Турманчев, извини. Вашиот Зоран Заев беше градоначалник. И беше успешен градоначалник. Сигурно тој самиот парите не ги обезбеди од неговиот чеп или од фирмите на Заев. Ги обезбеди од владата на Република Македонија, што тој ги беше председател Груевски. Точно, времето на Груевски замина. Груевски не е тука. Председател на ВМРО е друг човек. А не расправаме. Ако сакате да ви кажам дека во училишните и управните одбори, кога веќе почнавме, што не беше точка на овој дневен ред, да ги расправаме колку имаме членови од СДС и од ВМРО, ќе направиме една анализа, па тој ќе видиме кој се повеќе и колку СДС има директори во градот, а наш градоначалник. Дали у времето на Зоран Заев имаше во директори од ВМРО у Струмица? Имаше? Немаше. Значи, па е заслуга на нашиот градоначалник, што стави директори ваши и што има многу вработувања и во градинките и во школите секаде. Само толку да ви кажам. И сметам дека председателе се оддалечивме многу од темата за ова точка. Благодарам. Благодарам. Дали бара друг збор? Колеги, доколку не бара никој збор, градоначалникот ако сака да земе збор, може и одиме со гласање. Доста е. Реплики, контрареплики. Почитувани, Колеги, не е зборење од место, само одговорници. сакам еден заклучок да донесеме од целоскупната дискусија, поистрапна дискусија. Точката беше детските градинки, кои што во општина Кавадарци функционираат феноменално. И не само да не завидуваат другите општини, него јас ќе ви кажам дека и во многу поевропски земји, кои се во Европска унија, имаат суфицит на деца и не може да ги примат деца во градинки. Тоа е случај со Австрија, со Германија и со Словенија, кај што секое дете нема можност да оде во градинка на државна квота. Во Кавадарци има можност, тоа е благодарение на владата, благодарение на вас советниците, на граѓаните наши, на крајот нека биде мојата заслуга. Спомнавте претходни лидери, моментален лидер, партии и така. Ја еден повик јавен човек упатам, доколку некој од училишните одбори, членови на училишните одбори, во било кој училиште или во детска градинка, се за основа врз основа на партиска одлука и партиски застапува во училишните одбори и повикувам се да се дадат јавна оставка. Тие таму треба да бидат избрани на легитимен, чесен начин и да ги застапуваат третата страна, и затоа се вика училишен одбор, третата страна
се нашето общество, нашите граđани, а не партиите. Така да е ова е повик, доколку некој партиски застапува во училиштето дори, да си даде оставка, тоа што му треба да застапува трета страна равноправна на сите други. Во делот на што ги класифицирате на директорите, наши, ваши и партиски. Јас тука би додал нешто и кажал, воопште дека сите директори се соодветни, и се на соодветни места и соодветно си ја вршат нивната должност и нивната дејност во делот на она што го раководат. Немам забелешка ни по еден. Имаме редовни координации, редовни состаноци и со секторите и со директорите. И до сега, тврдам одговорно, ниту на еден состанок во општина Кавадац, ниту во една одлука не влијала ни една партија, ниту партиски директор. Немате да ги класирате директорите на партиски, за тоа што се разводнеле во многу помали фази и ако дојдеме ден, ја моите дете да го запишам во една школа или во друго, ради директорот што бил партиски, ќе се правиме голем проблем во општеството. Тие се директори на институцијата и директори во општина Кавадац. Предлогот на иницијативата за да поднесе документација не навлегуваме во таа работа, меѓутоа се соодветни. Во делот она што го спомнавте за општина Кавадац, што заслужува и како заслужува, јас тоа го зборам 3 години и ќе продолжам да го зборам. Општина Кавадац заслужува уште многу повеќе. И ќе го допридобиеме тоа сето и ќе стигнеме до таа фаза на која што треба. Минатата недела имав разговор со премиерот Зоран Заев по посетата во Грција и новиот премиер во Грција го потврди граничниот премир дека ќе биде во прва фаза и дал налог да се направи. Тоа е суштината. За тоа треба да се подготвиме. Она што го ветувавме, што го ставивме и во предпрските договори секаде да го испочитуваме да се направиме граничен премир. Така ќе ги задоволиме граđаните. Ние работиме тука како советници, како градоначални по интерес на 40.000 жители. Не на 6.000 партијци или на 7.000 партијци. Кога ќе дојдат избори, ќе се направи кампања, секој си го каже своето и економски ќе гледаме да кој е подобро. Она што го спомнавте, колку е добар Зоран Заев, колку е добар претходниот, колку е добар мисковски лидер, ја би повикала би кажала една работа. Дај Боже, сите да размислуваме објективно, ова нека не биде навреда према мојата лична партија, ова нека биде лично моје мислење. Дај Боже да сме сите како Зоран Заев и да бидеме флексибилни и да може да работиме. Ако така стигнеме, од двете страни да го постигнеме истото, а и вие тоа го свалите во делот на општеството, ние ќе бидеме држава Швајцарија. Флексибилноста не е само во доделувањето на работни места и во доделувањето на функции. Флексибилноста е во тоа што ќе постигнеме утре и заутре. Ние како партија ВМРО-ДПМН во моментот, можеби на републички ниво кој што навлегувме во некои други води, немаме некоја добра корпоративна соработка со владата. Меѓутоа на општинско ниво имаме одлична соработка и треба да бидеме пример. Нашиот пример треба да го пренесеме секаде кај што може да успееме. Ќе ви кажам уште еден пример. Германската амбасадорка ни беше на гости пред 2 недели на општина Кавадац, беше гостинка. И спомна една работа, пред да дојде амбасадор во Македонија е економско аташе во Албанија. Самата кажа колку сум, вика, во тој момент, вика, бев љубоморна, како успеавте да земете инвестицијата во Македонија. Ние, вика, се боревме таа инвестиција Дрекслер да земеме во Албанија, србите се борија за Србија. Ете било благодет да биде во Македонија, а па да биде по уште поголем благодет во општина Кавадац. Така да на едно највисоко ниво, на 6200 вработени, е голем проект, голем задах. Тоа ќе продолжи и за нашите деца, и Дрекслер Мајер е компанија која што само вчера ни даде 150 компјутери на нација. Ќе го обеледеним тоа во понеделник. Сите останали наши училишта и средни добија 150 компјутери од Дрекслер донација за доколку не ни е овозможност физичка настава, да можеме да ја вршиме онлайн наставата. Тоа е успех заеднички. Општина Кавадац, заедно со мене, секој ќе се трудиме да постигнеме максимално тоа што можеме. Политиката која што треба да извадите, извадите во проекти, направите споредба,
направихме на книга, финансска книга, не политическа. 2016-2017, 2018-2019. На сите съветници ви поделиха. Видите ги финансските показатели како работи Општина Кавадаци, заедно со службите. Од основен буџет од 190 милиона имаме 330 милиона основен буџет. Од капитални обекти од 60 милиона имаме 140 милиона капитални обекти. Зборам за пари на Општина Кавадаци. Се уште не сум задоволен од децентрализацијата на републичко ниво. Од 2005 година е застаната. Мораме ние како советници, јас како градоначалник, преку ЗЕЛС, да се бориме на децентрализацијата, да спуштиме на повисоко ниво. Сами знаете што значи тоа. 4,5% имаме поврат на ДД. А беше ветувано и од претходни влади, и од претходни, дека тоа ќе биде 6, па 8, па 9, па 10. Тука треба да се бориме ние. Тоа се наши пари, граѓански пари, што да ги вратиме нас во општината. Децентрализацијата во делот на јавниот ред и мир. Децентрализацијата во делот на образованието. Ние само одговорности имаме со образованието. Општина Кавадаци од претходниот состав на советници градоначалник има земено 35 милиона денара заем од Светска банка за реконструкција на сите основни училишта во делот на енергетска ефикасност. И тоа е успех. Меѓутоа треба и Министерство за образование да соодветно ни парципира и ни враќа во Општина Кавадаци. Треба да се бориме Министерство за образование да ја изгради салата во Страшо Пинџо. Тоа е нивна обврска. Ние ќе изградиме во Ватча, тие да изградат во Страшо Пинџо основно училиште Кавадаци. Срамота е 21 век да немаме спортски објект, а ќе развиваме млада и здрава генерација. Треба да се бориме со Министерство за образование, на готов проект, на концертна сала изградена, на кадар изграден, да ни го дадат средното музичко училиште. Тука треба да се бори. Сега има нов министр за образование. И комуницираме и мислам дека ќе успееме во тоа. Кавадаци има средно музичко училиште. Во основно училиште имаме запишано 68 деца по музичко. Од тие 68, 25 до 30 одат надвор од Кавадаци да учат средно. Кој е во Штип, кој е во Битола, кој е во Скопје или не знам каде. Тука треба да се ги задржиме тие и да имаме средно музичко училиште. Имаме што да правиме, имаме многу работи. Беме повикал како советници сите заеднички да во овие вакви моменти тешки, кога имаме ковид ситуација, кога што не знаеме какво ќе биде за 2 месеца, кога што имаме ситуација со многу лош квалитет на грозје и вишок на откуп на грозје и владата носи мерки заедно со нас за да го откупиме грозјето. Факт е, точно е, дека владата одвои екстра 4 милиона евра за да го откупиме грозјето. И тоа 2 милиона евра по ковид програма и 2 милиона евра по редовна програма. Тука да не ги занемариме и нашите пратеници, кои што ги имаме за да го искористиме максимално од. Ние треба на едни седмици за вакви стратешки клучни работи, а не за училишен совет. Да ги поканиме и пратениците. Да побараме од нив јавно. Тие се избрани од нашите граѓани. Тие треба да работат за Општина Кавадаци. Да се борат да придонесат повеќе до Општина Кавадаци. За да ги немаме несаканите последици. Сакам да потенцирам во делот на целокупното работење на општината. Дека транспарентноста не е на број 1, објективност, без разлика кој, од која политичка партија доаѓа и од политичка, односно од етничка припадност. Имаме одлична соработка и немаме проблем ниту со еден директор во делот на работењето на институциите. Сите ни се еднакви и во делот на јавната администрација и во делот на она што значи раководен кадар. Ако има некој забелешка по тој однос, би сакал да ја знаеме и да реагираме соодветно. Благодарам. Тори Манџов бара збор, повеле. Немате мака, немате боле. Благодарам градоначалниче за исцрпниот одговор. Ева го медиумите. КТВ нек ви изрежат CD од говорот на градоначалник, па пуши си го бе таму од тие комитетот важно. Ева ви го лидерот, не трчите по Мицкова. Од негова уста чуте се. Се што изборува тука. Се чути. И уж не е јасно. 2020 година не е 2005, 6, 10. Благодарам. CD да го изрежете у комитет да му го пушите. Колеги, дали некој бара збор?
Никола повели. Колеги, не давам збор на оне што зборува, давам на оне што дига рака. Трендафилов уредно си дигне рака, му давам збор. Блашко ми збори. Дигни рака, Блашко, ова што го збориш без дигање, него не те слушам ништо. Повели, колега. Јас само би сакал да се заблагодарам на колегата Туриманджов за забелешката дека не е 2005-та, не е ни 95-та, ни 45-та. 2020-та. Вие баравте Совет на родители да си ја смени одлуката за тоа што биле членови или ја не знам и дали се членови на ВМРО ДПМН. Чисто да подсетиме кој е во 45-та, а кој е во 2020-та. Колеги, ајде да одиме со гласање со точките и заборави која точка треба да ја читам. Не 33 од сега од опаку треба да направи. 33 така да. Годишен извештај за работа на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци за воспитна 2019-2020 година донесена од управниот одбор на истите. Кој е за? Годишен извештај за работа на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци за воспитна 2019-2020 година донесена од управниот одбор. Кој е за? Едногласно. 34 точка. Годишна програма за работа на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци за воспитна 2020-2021 година донесена од управниот одбор. Кој е за? Едногласно. 35 точка. Годишен план со архивски број 04-147 од 12.8.2020 година за вработување во јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци за 2021 година донесена од директорот на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци. Кој е за? Едногласно. 36-та. Правилник со архивски број 01-147/1 од 18.8.2020 година за составот и начинот на работа на Комисија за прием на деца и утврдување на критериуми за прием на деца во јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци, донесена од управниот одбор. Кој е за? Едногласно. Правилник со архивски број 01-147/2 од 18.8.2020 година за утврдување на цените и услугите што ги дава јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци, донесена од управниот одбор на истата. Кој е за? Едногласно. 38 одлука со архивски број 02-142/7 од 18.8.2020 година за зголемување на бројот на деца по воспитни групи за воспитна 2020-2021 година на детска градинка Рада Поцева Кавадаци, донесена од управниот одбор на истата. Кој е за? Едногласно. Одлука со архивски број 02-142/8 од 18.8.2020 година за утврдување на работно време на вработените во јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци, донесена од управниот одбор. Кој е за? Едногласно. 40 точка. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за разрешување и именување на членови на управниот одбор на Рада Поцева Кавадаци од Совет на родители. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6 за. Кој е против? Митко. Разговор. 8. 9. Точка број 47. А предлогот не е прифатен, повторно че дават нови предлози. Одиме со точка број 41. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02-284/7 од 2.9.2020 година за отлучување на движни ствари донесени од училишниот одбор на Основно општинско училиште Димката Ангел Габер Кавадаци. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор, точката ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. 40. Предлог одлука за формирање одбор за подигање, дислокација на споменик обележие спомен биста на Димитар Туриманджов Горски. Отварам расправа.
Доколку нема никој за збор, ја ставам на глас. Се извинувам, Ториманджов, бара збор, поведи. Поведи, докторка. Нов предлог ќе даде. Чи гласно шо? Спомени толку. Абе, колку пати? Стои па, чи погоди, чи покаја повеќе да биде одбер. Ама вие сте сигурно легитимно Почитуван началник, почитуван председател на Советот, почитувани советници. На вчерасната комисија за формирање на одбор за подигање дислокација на спомен обележјето на бистата на Димитар Иманџов Горски, до Советот на општина Кавадарци формира одбор за подигање на спомен обележја во состав Виолета Димитрова, член на Советот, Весна Георгиева, член на Советот, Јулијана Ториманџова, вработен во Домот на културата Иван Мазов Лиме од Кавадарци, Весна Георгиева, во локален музеј Галерија Кавадарци и Сања Крстич, општинска администрација. Благодарим, колешки. Предлогот ставам на гласање. Ториманџов, бара збор, поведи. Председател Гранчалниче, вака, питав и не ме е јасно, еве јавно тук ќе кажам, имам една забелешка или како да кажам, имаме 2014 година се служи на Немил Настан во Струмица, загинаа 5 пилоти на хеликоптерска единица, едни од загинате од Кавадарци, не знам дали знаете. Тоа е Орешков Тоде, роден 70 година. Питав пред една година, две, ако се шавите да совет, така питав, па би сакал да направиме како оде тоа, да се направи едно спомен обележи, дали спомен плоча, негде да се забележи. Иначе Орешков Тоде беше активен учесник у војната 2001 година, иначе загина на 44 години. Цел живот го помина у македонската армија, од формирањето на македонската армија, од кога се распадна бивша држава од првата дене. Иначе е наш граѓанец. Благодарим, колега. Ова како иницијатива ќе ја земеме во обзир и ќе бараме соодветно решение. Не се гласа за иницијатива, само иницијативата ја прифаќаме. Колеги, одиме со оглашање за број 42. Кој е за? Едногласно. Одиме со точка број 43. Извештај за редовно работење на ЈП за стопанисување на спортски објекти Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадарци за период 1.1. до 30.6.2020 година, донесена од управниот одбор на ЈП Јасмин. Дали некој избара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Одиме со точка 44. Извештај со архивски број 03-17-15/3 од 14.9.2020 година за работењето на ЈП за јавни паркирања паркинг Кавадарци за период од 1.1. до 30.6.2020 година, донесена од управниот одбор на ЈП за јавни паркирања паркинг Кавадарци. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Тоа не става план. Финансија ситуација е многу тешко пара. Колеги, јас до денеска, до 12, ги контактирав и директорот и управни надзорни одбори и директорот со овие приходи сега што ги гледа овој месец, гледа некоја покачување и има неколку предлози во наредните денови, тие меѓу себе треба да се договорат. Едни предлагаат да одат на 90%, на 80%, сите комплет со управен одбор, а друга комбинација е намалување и даваме простор уште некој ден да се договорат. Нема да држат управен одбор до наредна седница на Совет, за да тоа важи од 1. октомври, како што се договоривме вчера. Значи, им оставивме простор да најдат некој джентлменско решение, ние да не се мешаме и се надеваме дека тие ќе најдат решение.
Доколку не најдат решение, наредна седница на Советот носи одлука, а тие нема да држат управен одбор, дури ние не правиме седница во октомври. Тоа можевме, и градоначалникот беше, и ја, до тука сме стигнати и се надеваме на джентлменско решение и сите да бидат задоволни. И затоа не ја ставивме на дневен ред, извештајот го поминевме на комисија, ја ве повикувам да го гласаме, таков како што е, комисија даде позитивно. Председател, ја немам дилема за това да гласам, как се сечеш пред градоначалничко поправење на однесен. Тачно пред 2 месеца мислам дека имаме координација со директорот и некои наступи се дадија така како се действува. Зборот е дали за 2 месеца горе-долу негде се подобри ситуација. У партиите. Синоќа гледавме анализа со директорот и вчера, има подобрување со овие мерки што ги дадовме. Неколку пати се зголеми на овие карти со цените што ги предложивме и сега чекаме цел месец да видиме дали приходот стига до платата. И после тоа идат мерки од нивна страна предложени, ние како совет да не ги осудиме, самите да си судат и да си донесат мерка таква кај што ќе покажат рентабилност. На нив оставаме. Ако направат рентабилност нормална заплата, нека име со среќа. Ако не, овие мерки што ги предложивме, намалување управен одбор или да идат тамо сите по некои нивни предлози, ние ќе ги прифатиме. Значи, колеги, дадовме уште малку луфта да најдеме некое соломонско решение и нема да им се мешаме, да ги оставиме, па после, ако не можат тие да најдат, ние сигурно дека наоѓаме. Одиме со гласање точка 42. Кој е за? Едногласно. Број 43. Извештај за работењето на ЈЕП за стопаните. Тоа го поминавме, до кај сме стигнали. 45, сигурно. Правилник со архивски број 03-17-15/7 од 14.9.2020 година за изменување и дополнување на правилникот за условите и начинот на вршење надзор над непреписно забранени паркирани возила и условите и начинот за блокирање, отстранување и пренесување на неправилно забранени паркирани возила, каварицани, напуштени возила и чување на истите на подрачје на општина Кавадарци, донесено од управниот одбор на ЈЕП паркинг Кавадарци за Кавадарци. Отварам расправа, доколку нема за зборие, ставам на гласен. Кој е за? Едногласно, точка 46. Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одредување на урбана опрема, урбена отпадни води на ЈЕП Комуналец Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година, донесено од управниот одбор на ЈЕП Комуналец Кавадарци. И другата точка, што е поврзана со Комуналец, 47, одлука за утврдување на тарифа на снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈЕП Комуналец Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година, донесено од управниот одбор на ЈЕП Комуналец Кавадарци. Отварам расправа. Тури Манџов два разговор поведен. Благодарам, председателе, почитуваме градоначалниче. Значи, вака советската група за СДС на Кавадарци за точка број 46, одлука за тарифи за собирање и одредување на урбани отпадни води, че гласа за, но нема да гласаме за одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈЕП Комуналец Кавадарци со регулиран период 2021-2022. Вака. Имавме координации. Советниците на СДС на Кавадарци се намислат дека не треба да гласаме за работи што ние више дел од нас нема да бидат тука. Тоа е 22-23. Таму имате за 2021 нема покачување никаква на водата, пострува сегашната цена 18-23 денара по кубик. За 22 и за 23 имате минимално покачување од 0,6 денари. И јас знам дека сега после мене ќе испадне градоначалникот и ќе рече дека ова е по регулаторно, ова е закон, ова така треба да биде, мора да го поминиме. Но ја гледам еден социјален аспект у градот малце. Кавадарци оваа година
ја мислам по мое, јас сум 50 години, а помине една од најтешките години у историјата на градот. Луѓето буквално не зеа пари од ништо. Од ништо. И сега, да го изгласаме ова, правни ще речат, може е по закон, регулаторно така одлучи или како таму оде, мислам дека не е у реду. Предлагав до директорот, до градоначалникот да се најде некој модел, претходниот совет и донесиме некој заклучик да нема 3 години никакво стапување на цената на водата. Не е тоа многу, а според мене е и многу. Сега на шо се должи тоа сето не знам, али еве до мене стигат и пораки и контакти со луѓе, плачиме високи цени на сметки за вода. Јас знам дека тоа не е само од водата. Али на обичните луѓе, ќе му дојдат 1000 денари сметка за вода, 5 денари за струјата и не можеш да му објасниш како е тоа. Луѓето не гледат дека градот се развива и се шири, дека комуналите работи нон-стоп, дека се проширува водоводна мрежа, али моментот не е добар. Ја ќе направам мала дигресија тука и ќе му се заблагодарам на сите вработени у комуналици. Затоа што максимално луѓето си ја бркат работата. Максимално. Значи, градот е чист. И сега ти ка правиш обичен човек, кога ќе му дојде сметка за вода и он ти вика, бе Галис, градот е чист, а мене ми дојде сметка за вода 506 денари, ја плача пред тоа 250 денари. Мора човек, ти не ги кажеш, има човек задължен да пожала да мете нон-стоп по тебе. Абе шо има тоа без он плат зима за тоа? Ако може да се направи 22 и 23, да не се чепка уопште, да се остане ваа цена. Не е демагогија, не е политика, не е ништо. Значи, ако е регулаторна, и регулаторна у Македонија направи струја да биде минимално, па испадна на протести. И таму беше регулаторна и закон. И они знаат, и луѓе знаат дека тоа е закон, ама испадна на протести. Тоа е политика. Пак ќе кажам, немам ништо против комуналици. Јас сум еден од советници што константно вика да се качат платите на комуналици. Али на опште работници, уште еднаш кажувам, на општите работници, да му се качат платите. Не процентуално, кажете му или линеарно, 2000, 3000 денара дайте. Закон треба да гади. Градоначалниче, сет респект спрема тебе, по мое лично мислење и убедување, мислам дека опште работници не взимат, Бог знае каква плата у комуналица. Взимат 15.000, 16.000, не знам колку взимат. Ја не знам како е законот, што треба да правиме. Да најме напори, да му акачиме платата на луѓето. За политика не сакам да зборувам у комуналица. А има многу и таму што да ви кажам за политика. Не е моментот у општина Кавадарци да разберат луѓето дека 22 и 23 и да е колку е тоа минимално ќе се качи цената на водата. Ќе не осудат луѓе. Благодарам. Колеги, дали има друг за збор, ако нема објаснување од градоначалник? Колешки е представникот, директорот, под градоначалникот, ако го зборува градоначалникот, узалудно е да зборува директорот, и истото зборување ќе биде и од едниот и од другиот. Истото е. Дали едниот или другиот, исто ќе збори. Повели градоначалник. Почитувани, како и секоја јавна институција и локална самоуправа, мораме да ги пратиме и следиме и почитуваме републички закони. Знам дека е тешко се донесе нешто за 3 години и за 5 години, ама тоа се планирање кои што секоја општина и јавно предпријатие мора да ги планира и да ги донесе. И предходно имало советници и градоначалници, и ќе има и после нас, кои ќе носат и државотворни одлуки, подолгорочни одлуки, така да тоа не е едноставно. Општина Кавадарци во моментот има најевтина вода во цела наша држава. Само една споредба ќе направам со општина Неготно, која што на 10 км и од 24 часа има 10 часа рестрикција за вода.
Таму метар кубен вода е 24 денари, кај нас е 18,2. Тоа го тврдам одговорно и така ќе остане. Да не зборувам за Велески, што е 30 денари на метар кубен, Струмица 34 и така натаму. Во општина Кавадаци од јавното предпријатие Комуналец, без разлика на сите успеси и функционирање на Комуналец, нема да има покачување ни по еден остов, ниту вода, ниту канализација ќе бъде. Се согласувам, нека остане ова како препорака од регулаторна комисија. До крајот на нашиот мандат, доколку немаме некои репрекусии од регулаторна, не мора да го гласаме, нека си остане како што е, значи апсолутно ни по еден основ да нема никакви покачувања. Меѓутоа и на регулаторна препораките се дека 2021, 22 нема покачување, 23 има кое покачување, али сме здрави и живи до 23-та малку е. Да, трета децимала беше нешто. Значи, нема да има покачување, конкретно збориме и одговорно, дека до крајот на нашиот мандат, што завршува и советнички и градоначалнички, нема да има покачување за понатаки, нормално со оглед на сите ситуации во државата и во јавните предпријатија и општината, ќе се носат други мерки, кои што верувам дека ќе бидат од добар поглед. Тука сакам исто да заблагодарам на сите вработени, а поготово на вработењето јавното предпријатие Комуналец, оние кои се изложили најмногу на ризик, најмногу на сама незаштита во делот на исполнение на комунален отпад, индустријски отпад и јавната површина која што одржуваат во делот на хигиената, а поготово и водоводот и канализацијата. Според статистиката која што имаме Комуналец, би образложил, пошто секоја недела имаме координација со секторот Комуналец, со директорот, кој што не било практика претходно, заедно со општината. Јавното предпријатие Комуналец е во добра кондиција, во една завидно добра кондиција во однос на другите јавни предпријатија. Во делот на извршувањето на програмата на зеленило, хигиена е со 95% успех, што е пак завидно ниво. Јавното предпријатие Комуналец по програма на општина Кавадаци ги работе сите земјоделски полски патишта во делот на одржувањето, за да можат нашите земјоделци да си имат подобар пристап до земјоделските насади, лозови насади и така натаму. Која што не е дејност, ali го работи со програма. Јавното предпријатие Комуналец Кавадаци е меѓу првото предпријатие кој што зема механичко чистење да има во делот на хигиената и метење пометување освен. Исто тоа предпријатие од 1 октомври сега ќе распише тендер за нова хидропета централа за правење, која ќе биде благодет за понатамошните 20-30 години. Проектот е готов, градежна дозвола изготвена, одлуката имаме од Советот, финансирањето ќе го обезбеди директорот, ќе продолжи. Исто во делот на јавното предпријатие би сакал да кажам и додадам дека и оние дејности кои што ги има во делот на градските градишта, во делот на уредувањето е подобрено. Од денеска почнавме пристапни патеки, направивме паркинг за градски градишта, одржуваме некој систем на повисоко ниво. Јавното предпријатие Комуналец по распишување на тендерот за јавниот пазар се вклучи активно во градењето на пазарот во делот на опремувањето на самиот пазар. И од тоа да има поголеми приходи и профит самото предпријатие. Исто сакам да ви кажам дека целокупната расположива механизација на јавното предпријатие Комуналец и целокупните расположиви средства се вратени на граѓаните. Добивката е на минимално ниво за да го одржаваме ликвидно предпријатието. Нематеријалните трошкови и непродуктивните трошкови се на завидно ниво, спуштени, да не речем на нула. Механизација од трети лица не користи воопшто како што било минато. Со собствени ресурси, механизација и средства реконструираме годишно од 6 до 8.000 метри водоводна, 5 до 6.000 метри канализациона и 3 до 4.000 метри атмосферска канализација. Колектор го одржаваат во систем кој што го заборавивме да го спомнуваме веќе и редно време беше да биде завршен до крајна фаза, да живеат се луѓе нормално и Марена и Глижич и Кавадаци. Инвестициите во делот на водоснабдителен систем ние мораме малку подолгорочно да ги гледаме и да знаете дека нашите предци направиле еден систем за водоснабдување Лука, Тиролски зафат и цевковод до Кавадарци.
Мора да размислиме во наредните 10 години, да одвоиме средства, да направиме програма, да направиме нов цевковод од Лукар до Кавадац. Трајноста на тој цевковод има век. Никој до сега не е инвестирал во таа ситуација, а тој цевковод е веќе повеќе од 40-45 години. Че дојде ден, да не ни изненаде нешто, да останеме без вода. Така да тоа мораме да го предвидиме, заедно со Неготино, со Росома, со трите општини, парцијално, со проект полека да градиме нов паралелен цевковод во делот на главната линија на комунација. Тука е еден апел до директорот. Само пред да го дадам апел би спомнал дека во нашиот мандат до сега успеавме оние работници кои се изложени на ризик да му дадеме бенефициран стаж, претходно не го користеа таа можност и мерка, сега имаат бенефициран стаж. Во овој изминат период од нашиот мандат до техничар, значи ниво техничар, надолу, се покачени платили со 30%, а од техничар до раководител само со 5%. Така да сега гледаме работниците да стигнат до поголеми плати. Да, се согласуваме дека платата не е сосема доволна и во ред, меѓутоа законските регулативи и можности ги пратиме иста на горна граница. Апелот од директорот е од утре да се направи една анализа, понеделник, да донесете одлука, мислам дека имате можност, на јавното предпријатие Комуналец, покрај ковид мерките и сите ситуации кои што ги има и препораките од влада, без разлика на тоа, ради одговорното нивно работење, поготово ковид ситуацијата која што беше, не знаеме што не очекува, не оставија ни едно кесе со џубре на улици. Град Скопје го оставија да се смрде. Не оставија ни едно кесе на улици. Ставаа дополнителни контейнери. Кај луѓето со самоизолација одеа пред куќа, во двор, во стан, во зграда ги земаа кеси. Една голема благодарност и апелот е да си најдеш одлука и начин К15 да му се поделе на вработените во јавното предпријатие Комуналец. Така да тоа е една заслужена работа и една почит према нив и да ги подобруваме условите колку што може максимално. Благодарам. Благодариме градоначалник. Колеги, ајде да одиме со гласање на точка број 46, одлука за утврдување на тарифа за снабдување или одведување на отпадни води на ЕПА Комуналец Кавадац за регулиран период 2020-2023 година. Донесено од управен одбор на ЕПА Комуналец. Кој е за? Едногласно. Другата точка, 47, по препораките на градоначалникот и по неговата забелешка, не така како што е напишано, него така како што кажа градоначалникот, одиме со гласање. Кој е за? Значи така како што кажа градоначалникот. Ајвак. Колеги, ајде градоначалник да формулираме точно. Како што кажа и да гласаме заедно. Ајде, поново. Како? Значи, прво е да координација меѓу нас. Или да дадеме 5 минути пауза, градоначалник. Ајде 5 минути. Ајде, Ториманчев, појде. Значи, вака да нема забори, еве, информација до граѓаните на општина Кавадац, значи, че нема покачување на водата во општина Кавадац. Значи, до крајот на оваа година и наредната година, 2021. До 31 декември 2021 че нема покачување на водата во општина Кавадац. Тоа нека го знаат граѓаните. И уште еднаш благодарност до Комуналец, до вработените, градоначалникот спомна сеети и вработените дознаат дека ќе земат и К15, па се надевам дека и платите ќе му ја качите на работниците. Благодариме, колега. Одиме со гласање. Кој е за ваквата одлука? Со заклучок, да. Изменета одлука, значи изменета одлука. Изменета одлука, ова што го спомна Ториманчев. Прочитај, што беше одлука за бијат јасни луѓе. Советот на предлага ја прифаќа препораката на регулаторна комисија за донесување на цената до 31.12.2021 година, но не пониска од цената од постоечката цена. А за 2022 и 2023 не влегуваат во оваа одлука. Предложените цени не влегуваат во одлуката.
Не ги дискутираме. Не ги дискутираме, ќе дојде ден. Колеги, одиме со гласање. Едногласно благодарам. Одиме со точка број 48. Предлог улога за примање донација на садници за пошумување и озеленување на градот Кавадаци од Сдружение на граѓани 4x4x4 Балкански мостови Скопје. Кој е за? Едногласно. Одиме со точка број 49. Предлог одлука за примање донација услуга изразена како превоз на патници Кожувчанка, Дојел, извоз, увоз Кавадаци. Ова е последна точка од точките што се за донација и од моје име и од името на советниците на сите што донираат се заблагодаруваме. И одиме уште со последна точка број на гласање и се извинувам. Едногласно благодарам и одиме со последна точка број 50. Предлог одлука за обезбедување на простории, канцеларии за пратениците од општина Кавадаци. Дали некој бара збор? Доколку не бара збор, ваквиот предлог го даваме на гласање. Едногласно благодарам. Колеги, со ова истепен дневниот ред, ја затварам 47-та седница на својот општина Кавадаци.